Добре дојдовте на ново Едуино видеоупатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе научиме како да креираме презентации, и тоа не било какви презентации, туку анимирани презентации со ваш анимиран лик. Да започнеме. Страницата која ќе ја користиме за креирање вакви анимирани презентации се вика Animaker. Animaker е една постара страница која што за време на пандемијата, целата 2020 година, направија една голема промена со тоа што додадоа дополнителни елементи кои што може да се искреираат, а тоа се креирање на лик, анимиран лик и креирање на презентации. Она што претходно постоеше беше креирање на видео и креирање на GIF. Дури и креирање на звук од напишан текст е нешто ново во Animaker. За да искреираме една таква анимирана презентација со наш лик, со ликот на наставникот, најпрво треба да искреираме еден лик. Битно што треба да запомнете за Animaker е дека дозволено ви е да креирате до 2 лика на бесплатната верзија на Animaker. Меѓутоа, како наставник доволен ви е еден аватар и доколку, да речеме, ги искористите тие 2 лика, секогаш може да направите друга сметка со некој друг, со некоја друга имейл адреса и повторно да имате нови 2 лика за креирање. Како креираме лик? Значи, во делот на креирај, може и да го преведам на македонски, да видиме дали ќе се преведе страницата. Translate this page не се преведува затоа што е апликација, меѓутоа е доста едноставно. Во делот на Create имате некоја иконка што наликува на лик, што би значило креира лик. Иконките би ви покажувале што е она што може да креирате. Креирај лик и веднаш ќе ви се отвори еден водич, каков лик сакате да креирате, значи машки и женски лик, избирам женски лик и веднаш ви се поставуваат неколку лика од кои што може да изберете, но секако тие ќе ги подесиме понатаму. Во овој дел гледате дека може да промените скоро се на овој лик, боја на кожа, понатаму имаме коса, избирам тоа или можеби ова, облик на лице, има повеќе облици од кои што може да изберете. Очи, значи избирате какви очи и која боја во делот на боја. Избирате која боја. Веги, облик на веги и нормално боја. Нос, уста. Сите оние вообичаени работи кои што ги избирате кога и да креирате аватар на било која апликација. И она што е интересно, исто како на апликацијата Bitmoji, може да си подесите и брчки за вашиот лик да изгледа малку постар, како што и навистина изгледаме. И во делот на облека избираме каква облека, дури може да изберете посебно
посебно горен дел, па посебно долен дел и обушје, нормално. Има некои додатоци кои што може да ги изберете, бидејќи сме со онлајн настава. Интересен додаток би биле слушалки, да речеме. И тоа е она, само ќе ги променам очилата кои што се избрани. И за крај го зачувуваме овој лик. Многу едноставно, креиравме лик и сега се враќаме на работната површина и она што треба да направиме е со тој лик да направиме презентација. Повторно одиме во делот на Create, креирај и избираме презентација. Кога ќе се отвори работниот простор за презентација, веднаш ќе забележите дека ви се зададени некои готови темплејти кои што може да ги искористите. Меѓутоа, користејќи Animaker, може многу едноставно да направите свој темплејт, да си го вметнете својот лик и да направите многу добра презентација. Значи, во овој дел се готовите презентации со темплејти. Во овој дел ќе ги најдете ликовите. Постојат и некои други ликови кои што може да ги искористите, како што заприметувате некои од нив не се бесплатни, меѓутоа постојат голем дел кои што се бесплатни, а во делот на мои карактери ќе ги најдете аватарите кои што вие сте ги искреирале, двата кои што ви се дозволени да ги креирате. Постојат дополнителни материјали кои што може да ги вметнете во презентацијата, како некои делови за во училница, да речеме компјутери, некои позадини на кои што би пишале текст. Гледате дека, да речеме, таа лилава позадина не е бесплатна, меѓутоа доколку ја додадам розевата позадина за пишување на текст, може да ја направам иста таква лилава боја, со тоа што ќе биде со заоблени врвови. Таа е разликата. Затоа мислам дека ова бесплатна верзија ќе ви заврши многу работа. Текст, најразлични текстови, она што би препорачала е да се користат, значи, тие текстчиња, бидејќи може да се добие истиот ефект со нив. Во делот на фонт, тешко се наоѓаат фонтови кирилични, меѓутоа и може да се најдат некои интересни кирилични фонтови. Интересни се позадините кои што може да ги искористите. Има училница, има дома, бидејќи се, да речеме, нешто што каде што може да се напише текст, се доста интересни сите позадини и оние позадини кои што ги имаме за дома се исто така интересни. Да речеме, тука е просторот каде што држам онлајн час. И постојат многу други со истражување, со прегледување на сите ќе може да најдете добра позадина која што би ја искористиле. Би ја искористиле на час. Гледате, некои од нив, да, не се бесплатни, меѓутоа голем дел се и бесплатни и може да ги искористите за вашите часови. И сега, да речеме, ја избирам таа презентација, не е баш пригодна за образование, бидејќи е со некои банкомати. Наоѓам
нешто вакво, каде што во делот на таблата би можела да вметнам текст, а до таблата ќе го вметнам ликот кој што току го креиравме. Значи тоа е овој лик. Како што гледате, откако го вметнав ликот, од десна страна ми се појавија најразлични анимации кои што ги има и може дури дополнително ликот да има најразлични експресии на лицето, што е исто така доста интересно. Значи во делот на expressions ги менувате експресиите на лицето на ликот и гледате дека доста се разликуваат една од друга, а во делот на actions или акции, анимации, може да најдете најразлични позиции во кои што е вашиот лик. Многу едноставно е пребарувањето. Во делот на пребарување ви излегуваат, да речеме, за образование и ќе ви излезат сите такви за образование и повеќето се за ученици, но доколку изберете како пребарување professional, односно професија, ќе најдете нешто како, да речеме, што би било, што би наликувало на онлайн настава. Гледате дека анимациите се доста добри. Доколку изберам да презентирам, ќе може да ја видите анимацијата. Да ја промениме, за да може повторно да видите на малку поголем слајд како тоа изгледа, бидејќи во делот на икончињата е доста. Значи еве како би изгледала анимираната анимација. И го избравме ликот кој што претходно го креиравме. Дури и, да речеме, имаме луд наставник, па некој кој што покажува. Дополнително вметнуваме текст. Да проверам дали ми е окей за денес, за денешниот час. Текстот може да го зголемам, може да му ја променам бојата и да изберам некоја боја која што одговара на позадината или на ликот. И може да се обидам да најдам некој фонт, ете така, некој фонт кој што одговара и за кирилично писмо. Како што реков, многу потешко се наоѓаат фонтови, меѓутоа доколку разгледате, истражите, ќе видите дека има некои добри, како на пример овој за денес. И сега гледате дека текстот е врз ликот и тоа е она што не сакаме. Сакаме текстот да се наоѓа позади ликот. Кога ќе го изберете текстот во долниот дел, може да го подесите да оди поназад. И еве гледате сега дека веќе текстот е зад ликот. Исто и со ликовите, значи може да ги ставите. Го ставам ликот да е најнапред пред сите други елементи кои што ќе ги додадам. И презентирам и еве како изгледа тој слајд кој што веќе го креиравме. На сличен начин, во делот на плюс под првиот слајд, може да додадете нов слајд, да избереме некоја друга позадина која што ќе ја вметнеме, да избереме
повторно да го избереме аватарот кој што го креиравме и да избереме некоја поинаква анимација или експресија на лицето. И на тој начин, да речеме, ја завршивме презентацијата. Она што ќе следи е споделување на презентацијата. Презентациите во Animaker, доколку користите бесплатна верзија, не може да се снимнат, меѓутоа може да се споделат во делот на Share, ја споделуваме, го копираме линкот, може да споделите со учениците и линк со кој што и тие ќе прават промени врз презентацијата. Во овој случај јас избирам линк каде што само ќе може да ја прегледуваат презентацијата. Го копирам тој линк и да речеме кога ќе го споделам линкот, го отворам во нов таб, истиот линк ќе може да ја прегледам презентацијата. Анимацијата не се пушта се додека не почнете да презентирате. Кога ќе почнете да презентирате, гледате дека ликот е анимиран. Дополнително, бидејќи сакам сите презентации да се организирани во Teams и поставени во Teams, за лесно учениците да може да ги најдат, бидејќи доколку секој час споделувам по некој линк, ќе не може така лесно да се снајдат која презентација од кој час. Во Microsoft Teams, во мојот Teams, кој што е крстен моје одделение, имам посебен канал, што сум го нарекла презентации, и во тој дел, како што гледате, има презентации или Pear Deck презентации што ги користалме или Jamboard табла, и во тој дел ќе ја додадам оваа презентација. Animaker не е интегриран со Teams и затоа го користам дугмето website, и им напишам само Animaker, да речеме, за да знаат дека се работи за презентација од Animaker. Во овој дел го вметнувам линкот од презентацијата и зачувувам. Ќе видите дека веднаш ќе почне да ми се отвора таа презентација и на тој начин учениците, кога и да е, ќе знаат дека во делот на презентации, во горниот таб, ќе може, доколку има и повеќе табови кои што сте ги вметнале, ќе може да ја најдат презентацијата и нормално кога ќе пуштат да се презентира, ќе може да го видат, да ја видат анимацијата на таа презентација.